Антички живеалишта, цркви вкопани во Карпите и многу други работи кои ни укажуваат за лошиот живот и маргинализацијата на жителите во минатото. Но денес Матера е град кој се откопува себе си со фокусирање на квалитетен туризам. Со многу античко потекло кое датира од палеолитската ера, градот Матера ја препознал својата уникатност дури во 1993 година, кога станал и светско наследство на УНЕСКО. Познат во целиот свет по камењата од Матере. Тој е уникатен и волшебен, архитектонски и натуралистички спектакл кој ги остава посетителите без див. Во 2019 година Матера ја доби титулата Европска престолнина на културата, а со проектот Матера 2019 станува се повеќе меѓународен и добредојден. Затоа градот на камењата доживува нова ера со одлучно фокусирање на туризмот и организирање низа поврзани услуги. Матера се смета за вистински музеј на отворено. Прекрасно преплетување на многу тесни улички кои водат до живеалишта врежани во Карпите, антички пештерски цркви, уметнички галерии, стратешки точки од кои можете да се восхитувате на панорамата, подземните цистерни и музеите кои што може да се потопите во минатото, како и очигледно и вкусна локална кујна. Првата од 10 нешта што треба да ги видите во овој град е дефинитивно древното село Матера, кое може да го посетите со удобни чевли. Поделен е на два окрузи, Сасо Цевеосо и Сасо Барисано, разделени со централна карпа на Цивита, која ја чува и штити прекрасната катедрала. Името се поистоветува со пештерата и домовите кои биле вистински до 50-тите години. Напуштени од хигиенски и санитарни причини од 60-тите, тие веќе неколку години минуваат низ програма за опоравување и реконструирање. Сасо Барисано пак е именуван по древното семејство Матера и за разлика од претходниот е преполно со извајани портали. Таа е организирана по населби, група куќи со поглед на мало отворен простор, каде што различни семејства саси се поделени по заеднички имоти, како што се бунар или печка. А каков беше животот во овие пештерски куќи? За да се нурнете во минатото, само посетете ги неколкуте од типичните куќи во овие села. Символ на жртвување и народните традиции, тие се состојат од една просторија, многу едноставно наместена, во која живееле големи семејства до 10 луѓе, и не само тоа, каде што живееле и животни. Меѓу другите места што треба да се видат во ова место е дефинитивно катедралата, која се наоѓа на највисоката точка на градот. Изграден е помеѓу 1230 и 1270 година и е посветен на Мадона дела Бруна. Во аполискиот романески стил, главната фасада има многу украсени елементи со силна символично религиозна вредност, како што е фино украсен портал и награден со ниша во која е представена статуата на Мадона дела Бруна. Друг елемент од посебно значење е романескиот прозорец од рози во центарот на фасадата, кој посетува на темата на тркало на среќата, особено распространета во средниот век. Црквата Сан Франческо да Сизи, изградена на древната подземна црква Свети Пиеро де Паоло, дизајнирана од архитектите Вито Валентино и Томазо Панета, доминираат на големиот и многу централен плоштад Сан Франческо. Внатрешноста е еднокорабна со мали капели, посветени на некои благородни добродетели на Матера. Во Матера има и многу камени цркви. Спуштајќи се од Цивита, можете да се впуштите во недопрената природна област. До него се пристигнува со преминување на мостот со јаже, што води директно на страната спроти градот Матера. Потопени во паркот се спектакуларни пештери, мали цркви, остатоци од палеолитот и конечно воодушевувачки поглед на градот. Задолжително за љубителите на трекинг и екскурзии. Од Матера можете да го посетите Алберо Бело, користејќи ги турите со миниван, удобно и безбедно. Исто така можете да се прошетате на локациите заштитени од УНЕСКО. Пулја е на вистина само неколку километри од Матера, па скокнете и до Алтамура, само 10 минути со автомобил. Затоа не чекајте и вклучите оваа прекрасна дестинација во вашите патувања за оваа пролет.